Разговараме со директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, за последните информации кои што доаѓаат од целата држава, каде имаме активни пожари во изминатото денонокие, каде имаше се, колку беа изгаснати, и исто така разговараме и за спасовачката акција која што се случи пред 2 дена. Добро утро. Добро утро. Може ли прво со нешто најактуелно, господине Ангелов, каква ни е состојбата во поглед на пожарите? Состојбата е таква што овој разговор ќе го започнам со еден апел до нашите граѓани, иако како што секогаш кажувам, сите граѓани се исклучително совесни, еден мал минорен процент понекогаш или не внимават доволно, или злонамерно предизвикуваат пожари. Во текот на вчерашниот ден имаше 23 пожари на отворено. Благодарение на храбрите пожарникари, овие пожари не се развија во пожари од поголем обем. Неколку од нив се закануваат да прераснат во големи пожари на отворен простор, но само еден излезе од контрола, тоа е пожарот кај Богданци. Апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни, да не палат оган, особено земјоделците да не ги палат страништата, затоа што малку фали пожарот да излезе од контрола. Пожарот кој што вчера се разви во Богданци, употребивме 2 ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување, еден полициски хеликоптер и повторно не успеавме да воспоставиме контрола. Според оние сега малку попрецизни информации, има изгорено околу 350 хектари ниска шума, односно деградирана шума, грмушки, трева, и утрово пожарот е, би го рекол, заспан, затоа што има само чадење, никаде не се гледа пламен. Екипите се таму, пожарникари од Гевгелија, пожарникари од Валандово, на помош и притекна и пожарникари од Кавадарци и од Штип, како и пожарникари од Национални шуми, тим на дирекцијата за заштита и спасување и јавното комунално предпријатие од Богданци се на терен. Овие луѓе ќе се обидат да го заобиколат пожарот, за да го догаснат и да го стават прво под контрола, потоа и да го изгаснат. Лесно може да биде повторно разгорен со оглед на тоа дека денеска екстремно високи температури се најавуваат до 41 степен, особено во тој дел кај Богданци. Вообичаено пожарите ноќно време го намалуваат својот интензитет или те условно кажано заспиват, само чадат, но со покачувањето на дневните температури тие повторно се разгоруваат, така што овој пожар постои можност да биде изгаснат во овие утрински часови, но постои можност повторно да се разгори. Значи, тој е во неколку краци, синоќа бев на лице место, бев на самиот пожар, доколку еден крак, доволно е неколку метра да останат живи од пожарот, за потоа повторно да се прошири, и дува многу ветер во овој регион и не случајно има ветерници. Всушност и пожарот помина низ ветерниците, но на нив нема штета. Значи, самиот ветер го носи во многу брго оганот, од друга страна ветрот го менува постојано својот правец, со што и контролата воспоставувањето контрола е оттежното. Затоа и екипите се на терен денес. Токму така, значи рано утрово екипите издегува на терен и се обидува да го заобиколат пожарот за да го догаснат. Зашто се имаше јавување на 112 со оглед на тоа дека кажавте дека вчера имало активни 20 на пожари низ државата? На бројот 112 добиваме многу повици, јас ќе ви кажам, имате извештај детален. Ќе кажам точната статистика. Да. Значи добивме 1937 повици, од кои што реални се само 920. Тоа значи дека 1000 граѓани или погрешили или злонамерно свртеле на бројот 112. Од оние кои што се реални, значи реални се 47%, од нив кон полиција се упатени 36% од добиените повици, кон нитната медицинска помош 44%, а кон противпожарните единици 12% и околу 8% се упатени кон Центарот за управување со кризи. Значи комбинирани проблеми со кои што се среќават граѓаните, но генерално овие 4 институции, полицијата, брзата помош, противпожарните единици и ЦУК, се обидуваат да помогнат на граѓаните секогаш кога тоа е најпотребно, кога се наоѓаат во опасност или кога се потребни доктори. Покажавте на терен дека и синергијата во која што работите со институциите, односно брзо го реши проблемот со кој што и предизвикот со кој што се соочивте. Чинам дека и првот ваков тип за холандскиот параглайдерист кој што падна на Галичица. Како одеше таа спасувачка акција, благодарение на истата и благодарение на брзото излегување на терен, успеавме и да го спасиме параглайдеристот? На дневна основа ние имаме
доста случаи каде што настапуваат комбинирано по неколку институции или здруженија на граѓани, но не сите случаи се карактеристични и добиваат јавност. Овој случај беше многу карактеристичен затоа што грчки турист кој што патувал преку планината Галичица во насока на Ресен, го видел параглайдеристот како паѓа и по негови зборови како се обидува да го отвори падобранот, најверојатно неуспешно, и видел каде приближно паднал параглайдеристот и веднаш тоа го пријавил на 112. Од 112 понатаму иницирана потрага, но и параглайдеристот не летал сам, тие биле група и останатите од групата знаеле каде е неговата приближна локација. Набргу, значи многу брго е лоцирано местото и веднаш на лице место упатена планинската спасителна служба од Охрид. Тоа е една изворедна служба, би рекол една од најдобрите кои што ги имаме во државата при Црвениот крст на Охрид. И јас веднаш стапи во комуникација со Антонио, кој што го водеше тимот спасувачи. Тие релативно брго со возило по исклучително лош терен стигнаа на лице место, но во разговор со Антонио тој побара транспорт со хеликоптер, бидејќи самиот пат е исклучително лош и постоеше можност од дополнителни повреди на лицето кој што падна со параглайдерист, холандски турист, турист од Холандија кој што бил во посета на нашата преубава држава. И затоа веднаш побарав од МВР да упатат еден хеликоптер кон Галичица. Патем тој хеликоптер беше подготвен да лета кај Велешко езеро на гасење на пожарот и затоа таму малку задоцнивме, но храбрите пилоти на МВР во соработка со раководството на МВР веднаш полета и брзо стигнаа на местото на Галичица, каде што лицето најпрво беше со тие специјални вакуум постилки добро имобилизирано и веднаш потоа со помош на оваа спасителна единица, но и со помош на тим алпинисти од Тигрите, кои што исто така имаат обука за планинско спасување, беше качено во хеликоптерот лицето и донесено во Скопје, би рекол на безбедно во болница. Добро, колку е важна таа подготвеност и таа координација за успешно спроведување на вакви предизвици со кои што реално се соочувате? Исклучително важна затоа што во оваа конкретна акција учествуваа две институции. Центарот за управување со кризи ја координираше, учествуваше хеликоптер на МВР, тим од Тигрите, но и тим на Црвениот крст, планински спасители. Значи, секогаш кога се јават неколку институции или невладини организации, или еве како во конкретен случај Црвениот крст, е потребна нивна координација и навистина покажавме дека и ние можеме да функционираме одлично, бидејќи овде брзината е пресудна за спасување на човечки живот, па дури и за намалување на последиците, затоа што минута повеќе останување во така искршен на место може да го загрози неговиот живот. Според оние првични податоци кои што ги имавме, била видлива повреда на ребетот, бидејќи не можел да ги помрднува нозете. Се надеваме дека ќе успее да се опорави, тоа е во приватна клиника кај нас тука во Скопје. Оно што сакам да го завршиме разговорот е тоа дека граѓаните треба да бидат спокојни, дека не само што сме подготвени брзо да одговориме, туку сме обучени како да се справиме со вакви предизвици. Колку е тоа сепак важно во како Центар за управување со кризи, вие да го споделите до нас и сите чинители кои што беа од страна. Тука не беа само МВР, тука не беше само Црвениот крст, тука ги консултиравте и брза помош, значи имаше повеќе институции кои што беа консултирани. Токму така, да, јас лично зборував со раководителот на идната медицинска помош од Скопје за да прашам колку е безбеден транспортот со хеликоптер, бидејќи понекогаш иако транспорт со хеликоптер е брз, може да биде непријатен за повреденото лице, но како и да имаме, би рекол, одлична соработка со тоа што имаме подготвеност на кадарот. Тоа така, но секојдневно имаме многу вакви ситуации. Јас апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни кога се движат во природа, бидејќи секогаш може да дојде до повреда. Дури оние кои што излегуваат да се прошетат, да пешачат на убавите планински врови, токму така и на водно. За почеток има доста змии, отровници. Треба да прочита да ги малку од малку разликуваат змиите, но и генерално при било каква повреда доволно е да се јават на бројот 112, понатаму другото е наша работа. Ви благодарам. Благодарам и вам. Посакувам успешна работа. Благодарам.